Опозицијскиот лидер излезе со алармантни тврдења дека државата е пред банкрот. Председателот на СДСМ Венко Филипче вели дека неговите информации се толку сериозни што државата се соочува со големи финансиски проблеми, а владата лошо го менаџира државниот буџет. Тој истакна дека новото задолжување од 260 милиони евра е доказ за, како што рече, огромната дупка во буџетот. Според Филипче, владата побарала заем од 300 милиони евра, но од банките успела да обезбеди само 260 милиони евра, што според него е прв сигнал за нарушената доверба во економските политики на власта. Лошото менаџирање на власта, предводена од Христијан Мицковски, кој што нема капацитет ниту познавање држава да води како што треба, а нема ни желба. И сето тоа се манифестира со тоа што има стагнација во растот на платите, нема раст ниту на минималната, на просечната плата, нема нешто значено што граѓаните ќе го почувствуваат како зголемување на стандардот, пад на странските инвестиции значаен, што исто така е лош параметар. Но ваквите обвинувања ги отфрла премиерот Христијан Мицковски, кој вели дека оваа влада работи исклучиво во интерес на граѓаните. Како потврда за тоа, Мицковски додава дека е продолжена мерката за намален ДДВ и намалени акцизи за горивата до 1 јуни. Како што рече, државата ќе продолжи да има најниски цени на горива во регионот. Покрај сите ризици, покрај сите предизвици, гледате светот со што се соочува. Ние во овие речиси 3 месеци од, би рекол, најголемата енергетска криза која што се има случајно, не според моето кажување, според кажувањето на председателот на Светската енергетска агенција, ние како држава не само што успеваме да обезбедиме најниска цена за горивата и дизел, за бензините и дизел горивата, туку и практично да понудиме на соседните земји, бидејќи голем дел од граѓаните од север, од запад и од југ доаѓаат кај нас да точат гориво. Така што ние како влада ќе продолжиме во таа насока и понатаму. Премиерот на секој јавен настап посочува дека граѓаните на Македонија плаќаат најниски цени на горивата, а особено на дизелот, но доколку се направи анализа колку литри дизел може да се купи со една минимална плата, тогаш потоците велат дека земјава е подобра во стандардот само од Албанија, доколку минималните плати во Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија и во Хрватска, нивните граѓани ги потрошат на бензинските пумпи во своите држави, ке имаат многу повеќе гориво во резервоарите на автомобилите во споредба со македонските граѓани.